Да, зборно господин Богоевски. На која точка? На третата точка. Кога се работи за предавство, секоја држава има закон осудување со големи казни и со животни казни. Но за жал Македонија тоа го немала и го нема. Но сепак тоа треба можност на сегашната влада што побрзо да направи закон кој ќе биде казнив за секое предавство на татковината и било што е државно. Да се надоврзам јас на првашната дискусија дека ние ги укривуваме и треба да ги укривиме предавниците од другите националности, но најповеќе треба да го укривиме своите предавници, затоа што своите предавници најповеќе знаат, најубаво знаат и тоа го прават смислено. А тоа посебно сега, овие 20 години, веќе најприметливо е дека луѓето кои предаваја Македонија, дали на бугарската страна, дали на албанската страна или на грчката страна, тоа е видно оддалеку. Затоа што сега во последно време се докаже и јавноста и од Вашингтон, и од Брисел, и веќе во Македонија дека се знаат кои се предавници и колку тие предавници добиле пари за да предава својот татковина и својот народ. Кога некој навистина предава својот народ, а ние бараме во Европа, во НАТО, заштита на македонскиот народ, заштита на македонската идентитет. Значи, тука против тие предавници е тешко. Јас можам да речем отворено дека неколку членови од СДС и неколку членови од ВМРО, поранешни водители на ВМРО ДПМН, тие беа предавниците и гошниците што се направи до ова тереже што ние до сега дојдовме. Значи, јасно и гласно на горешните шпиони кажаа кои се предавници и зошто Македонија е предава. Значи, во случајот, ние треба да натовараме предавниците меѓу себе, а не меѓу другите. Тоа е точно што Охридскиот договор беше направен на еден таков начин, но затоа велам дека тогашните и сегашните предавници биле цели тогаш и затоа проблемот ние имавме со името, со НАТО и Европа. И мислам дека треба да се направи еден закон кој тие ќе бидат казнати и обедени пред. Благодарам господин Богоевски. Со ова е завршуваме дискусијата и се надеваме дека нашите политичари кои преземат нешто по ова прашање ќе имаат во обзир да остават ова на дневен ред. Ви благодарам на вниманието, ви благодарам што земавте учество во дискусијата за доброто на Македонија. Благодарам и вас. За водењето на дискусија. Нема не надвор да се не почнат да си водат, а после Димитри... Нека свира,